бев млад, лепев тапети. Сега ги одлепуем. Мислам, лепев тогаш и плочки, сега исто ги одлепуем. Да си шпакла се користи за вадење тапети. Кога што гледате прво тапетите со вода ги влажните, вака, и после тоа вака го вадите тоа, вака. Мислам, уче, тоа се мали тајни на големите хаусмајстори. Да не биде дека само за политика се разбирам, овие сите викаат, абе човече, ти све знаеш и атомска физика. Не бе, знам и да одлепуем тапети. Мислам, више која не можам да ги лепам. Затоа, совет до младите, прцете док сте млади. Лепете тапети док сте млади, и после ќе мора да ги одлепуете сам. А тоа не е баш многу за фалење, разбирате. Ете така, да ме видите дека сум и домајчин човек. А не само некоја лајпар да онака, знам и да си шпакла, што викаат германците. Знам шпакла, да користам овоно, снимале ние часови по ОТП. Сега тука, ова морам го припремам зидов, го одлипам, овој тапетиве, после тоа со Рафаело ќе го молерисуjem и така полека средувам све. А за жал, драги мои, у оваа држава све мора човек да прави на кредит. И ја овој пут прв пат кредит у живот потрошувачки ќе земам у банка, не многу голем. Ќе купам се у среда четврто кола, половна, и ќе ја средам. Ова соба беше бивша детска соба, а децава, нели? Сега ќе правам ко втора дневна. Замислете веќе, ќе рмбаш толку години, за на крај да влезеш у банка, да се задужуваш. Мислам, како да ви кажам, банкеве се убер лопови и затоа реков мал потрошувачки кредит ќе земам по мои услови тамо. Али за да можеш да средиш некои работи. Замисли, да средиш една соба, да опремиш со мебел, една половна кола да купиш, рецимо. Ја најдовеќе се работи за Mazda тројка, топ е колата, мој познаник, добар и пријател, прв газда. Замисли, треба за таква работа кредит да земеш. До тамо сме дојдени. И треба на таа тема некој да мрдне прст, да се закачи кај банкине, да им ги скрати крилцата, што викаше еден мој професор во еден друг контекст, Љубеше Георгиевски глума што научеше, да им ги скрати крилца на банкариве, да не се просераваат многу и да не јадат многу говна врзани со осигурителниве куќи, компании, како се викаат, нели? Но би сакал да го видам тоа чудо. Инаку да ви кажам, според мене, секој треба да биде среќен, да се осеќа богат, нели, како викаше Силвестар Сталоне, ако има шо да јаде, ако има кров на глава и ако има, нели, кај да спие. И апсолутно е управо, само проблем е што некои имаат 15 крова на глава, 30 крова на глава, а некои немаат ни еден, тука малце тоа заебава, како да ви кажам. Затоа сметам дека е многу непристојно кога некој извршува јавна функција, висока политичка функција, кој ќе почне да му вадат документи каде колку све има пари, имот, каде све има акции, колку станови има, колку држави има станови. Се тресе у ладна вода. Мислам дека у вакво време да влезеш да извршуваш јавна функција, да имаш толку имот, е прво непристојно. Не само кон најмногу кон околината. Мислам, на крајот на краиштата, ја да имам толку имот, кој ќе ми курац го политика да влада? Ама што ќе ми да владам у политика? Не ми треба едноставно. Иначе ова се боксерици, јеби га, молерисуjem, не можам, шо? Мислам, немојте да ме сваќате дека сум непристојен, него така, сум стварно уште се лепи и прави од водава, кога ги мачкам тапети, вели така. Ова, што сакам да ви кажам? И особено е непристојно, ај ке прифатат државна функција некоја висока,
ај ќе почнат да им вадат документи за имотни листови, колку имаат ова, колку она, колку пари на конто, колку вака. Мене би ми било срам да оставам ми понатака на таква висока државна функција ако ми извадат такви документи. Како викаш овој што го продаваш името? Срамота е, луѓе! Срамота! Епа срамота е. И така. Мора етиката да стане дел, составен дел од политиката, тоест мора политиката да биде фундирана на етиката и на етичкото однесување. Оти казната ќе ве достигне секогаш ако во услови, во амбиент на сиромаштија се курчите со она што го имате. Некој, како сакате наречете го Господ Аллах, Буда, Кришна, некоја надземска сила, космичка сила, ќе најде начин да ве казни за таа ваша вообразеност. Да, ова е некоја работа што сиромашните вака се тешат као утеха ја користат, пошто гледаме случаи каде на таквите говеда што не заслужили да имаат многу пари, имаат, ништо не им се дешава, или барем ние не можеме да видиме што им се случува, а може се околу нив пука пошави, кој ќе им погледнеш тие самите и поширока фамилија сваќате дека. Значи, ништо на овој свет нема чабе. Дури и оние кои што направиле пари преку политика многу, оти без политика ти биле неспособни да ги направат парите, дури особено тие плаќаат цената на таа нивна лесна заработувачка од типот легол политика се снашол, добро направил милионите некој. Ова како сакате сватете го, а мислам дека лесно се сваќа. Апел да се регулираат многу сфери, особено ова со цени, ве гледам, почнаа да се средуваат, помалце ги замрзнаа маржите. Иако некои педери има, треба да им пратите инспекции, педери кои што пред замрзнувањето на маржите ги кренаа цените у пизду матер, па сега тамо стајле, не знам тоа како е кампањата на владава да купуеш нели со поевтини производи, па ги намалиле, па пак се поскапи него пред замрзнувањето у други некои маркети што биле одредени производи, пример сирење, кашкава, овамо тоа. Дури сега пак се поскапи од она што овие биле, а овие пак симнале цена другиве што биле поевтини. А овие се од која симнале па се поскапи. Така да влезете им со инспекција, направите ги таратајка, како да ви кажам. И треба да се поведе сметка стварно за добросостојбава на обичните граѓани. Ставите регулаторни овие механизми во банкарски систем, во не знам тоа како го викате, со извршителиве, со наплати. Значи мора да ги заштитите, да го заштитите народот. Јас секојаш сум за тоа. Секој човек во една успешна држава може да се пофали дека е успешна ако каже дека секој нејзин граѓанин може да јаде се што се ќе посака и да се облече каде што ќе посака. И нормално да има кров над глава. Да може барем у животот толку да заработи или не знам, да добие да си створи кров над глава. Без везе, ќе работиш 25-30 години и сваќаш дека живееш у станот, баба ти, не знам вака како што ви кажав, кредит зимаш за глупост, кај што како да ви кажам на запад взимаат кредит да купи кола од 200.000 евра, да купи, не знам, вила на некој езеро, некој море од пола милион евра, од милион евра. И ево те Бог. За ова треба да се размисли. Да си шпакла,
Ако не размислите за ова и ако не ги подобрите услови у држава со шпаклава по газова, како ви поминам, прво ќе навлажно како тапети. Прцете, док сте млади, лепете тапети, после треба да ги вадите. Запамтете ги овие епохални зборови на вашиот гето, филозофија академик Сашо Тасовски. До гледање. Ја пак